Почитувани граѓани, почитувани новинари. За една година локална власт во Скопје, ВМРО ДПМН создаде хаос во главниот град. Немаат реализирано ниту еден проект, а јавните предпријатија се на рап на функционалност. Партискиот панаѓур на ВМРО ДПМН и шпицниот градоначалник Мицковски се најсилна потврда за оваа катастрофа што ја создадоа во главниот град. Наместо бесплатен превоз во Скопје, се случи да немаме превоз. Наместо еколошки автобуси, не работат нити тие што ги имаме. Наместо развој и модерно Скопје, се случува стагнација и уназадување на главниот град. Ете, тоа е резултатот на ВМРО ДПМН во Скопје и на шпицниот градоначалник Мицковски. На партискиот панаѓур не слушнавме ништо за тендерот од 136 милиони евра и провизиите за кои се испокараа. Ги нема електричните автобуси, кој токму Мицковски, во името на нивната градоначалничка Данела Арсовска, ги најавуваше на еден сличен настан. Ја нема ниту фабриката за производство на автобуси, што лично тој, во име на град Скопје, ја најавуваше. Не кажа Мицковски ништо за тоа што се случува со реконструкцијата на универзална сала. Проект готов и оставен од минатата локална власт. Шпицниот градоначалник молчеше и за изградбата на мостовите кај булеварот Асном, за мостот на Љубљанска, за кружниот тек кај Момин поток, за улицата кон Визбегово и еден куп други проекти што СДСМ ги остави, а ВМРО ДПМН ги игнорира. Градоначалниците од ВМРО ДПМН се најнеспособните градоначалници, кои за една година ги запоставија општините, ги партизира општинските администрации и ги изголемија комуналните услуги. Во таа неспособност предничи Данела Арсовска, која за една година го назади главниот град. Не реализираше ниту едно ветување и создаде колапс во јавните предпријатија. Ви благодарам.